старата скопска чаршија се уште живее во духот на традицијата, во себе криејќи приказни за едно минато кој денес се оставило белек, буквално во секој ќош, а дуќанчињата полни со сувенири, различни народни носи, килими, разни рачни изработки, богати излози со облека и модни податоци. Златен накид ја прават посебна и привлечна. Сепак старата скопска чаршија не би била комплетна и магична доколку ги нема уличните уметници. Еден од нив е сликарот Имер Бајрами, кој повеќе од 40 години низ ќошињата во старата скопска чаршија слика и ги продава своите уметнички дела. Непосредно пред празникот Бајрам со Имер Бајрами разговараме за неговите уметнички достигнувања дома, но и за време на престојот во Австрија. Што значи да се биде сликар во старата скопска чаршија? Значи вака, благодарам од вашето студио. Значи да се биде еснав или да се биде некој уметник овде, значи најмалце треба да се помине некое долго време, да те познават луѓето дека си еснав или нешто продаваш во старата скопска чаршија. Значи вака на кратко да ви објаснам. Значи од 90-те години, значи 95-та, 94-та, значи од тие години, значи почнав низ овие калдерми да се бавам со старата архитектура. Старата архитектура за мене значи многу. Бидејќи, да кажеме, под наводници, сега малце е сменето. Него јас знам 80-те години како било чаршијата. Значи, духот на чаршијата беше посвежо. Духот на чаршијата беше посвежо. Со времето, со текот, значи, почнуваат некои работи да се менуваат. Ама дај Боже, мислам дека ќе доаѓа време да се вратат тие 80-те години. Што се измени во овие последни години во чаршијата? Па да ви кажам право, во старата скопска турска чаршија се измени, да ви кажам право, некои работи што за туристите беа атрактивни. Како? Занајските работи, значи рачно, од уметноста, филиграни, кујунџи, значи све поред. Значи почнува да се изумират. Второ, архитектурата стара, значи почнува некако да се обновува. Значи почнува да се обновува. Значи треба да има некој ред. Треба да има ред тука. Значи што треба да се поставува, што не треба. Дали припаѓа ова на старата скопска чаршија или не. Тоа е. Чаршијата е символ на разноликост, на каде што може да се види врволица од туристи, да се измешаат култури, заедници, верски заедници. Што за вас значи скопската чаршија? Представува. Значи за мене скопската чаршија, еден турист, пример, од надвор ќе доаѓа, или пример ќе доаѓа, еве, да кажеме, од Тетово или Прилеп, Неготино. Значи, ако него поминува, значи, камениот мост, чаршијата, да си доаѓа тука да гледа разни работи, мали, значи, како се работат, значи, џабе, дали бил во Скопје или не. А да не кажеме дека од овие странските туристи, значи, да не поминува на кај камениот мост и да доаѓа во старата скопска чаршија, тоа невозможно е. Значи, кај си бил во Скопје. Си бил негде на ќебапи или некои наши традиции што се тавче или било што да се зима некое сувенирче така. Значи, тоа е невозможно.
20 на години сте лоцирани токму во центарот на чаршијата. Сте имале можност и сте живееле, речиси, 5 години во Виена. Со истиот мотив и начин на функционирање, на продажба на ваши уметнички дела во центарот на Виена. Што беше мотивот да се вратите дома? Види, во Виена престоив неколку години, значи, како што кажавте. Носталгијата, значи, за местото кај што живеам во Скопје, значи, во старата чаршија, како кажавте вие, како издувен вентил, така, полека секојдневно размислав како да доаѓам во Скопје. И, иако што, моите најблиски другари во Виена или овде во Скопје, значи, секојдневно, немој да доаѓаш. Што бараш у Скопје? Не, тука ќе доаѓам. Значи, тука ми е местото, сакам во старата скопска чаршија да придонесувам за луѓето, за туристите, за моите луѓе што живеат во Скопје. Значи, тоа ми беше мотивацијата. Кој сака да купува тука слики од вашите? Па видите, има различити туристи. И колку дневно успевате да продадете слики? Па да. Вие не ги нарекувате поточно слики, туку повеќе сувенири. Да, овие се како сувенирчиња. Значи, да се зима, значи може слободно да го стави негде во багаж или да го носи со себе, значи да го има во една собичка, значи во мал зид да се стои, значи како сувенир. Па вака, значи кога е сезоната, сега се има различити туристи. Значи предежно има највише турци. После доаѓаат бугарите и значи има Индонезија, Малезија, американци, Холандија, така, од Полска, значи секојдневно што сум ја тука секој ден, значи ги гледам туристите кој највише. Како и што зборувавме пред малку, значи турските туристи највише обожаваат, значи, со бој, слики, со бој. Бугарските туристи зимат на црно-бело. Повише црно-бело тие. Графика сакат, за графика тие нема. Тие ретко некој доаѓа зима на боја. Значи све црно-бело. Другите туристи, значи, различити, така. Највише ги привлекува, значи, камениот мост и калето. Значи, највише што и некоја стара уличка, значи, што останувало, што ја, значи, не ги цртам малце по-декоративни, што се вака, по-нова фасада, неко им давам тоа малце по накај 80-те години, што реков преска, значи, се губи она имажот на чаршијата. Значи, почнува да се губи имажот. Почнува да се губи, значи, има доста работи што накнадно се ставени во чаршијата. Вреди да се спомене дека сте учествувале во аукција во Белгија со 7 слики кои сте ги продале за 37.500 евра. Да, ова прашање, досега имаше некој телевизија, ама вие првпат вака, не сакам вака јавно да го кажувам, него 7 слики беа за хуманитарни цели. Сликите за изградба на културен центар во Белгија, во еден град. Седумте мои слики работени во акварел. Да ви кажам право, во аукцијата, значи не сум размислил ја дека моите слики ќе се продаат на таа цена. Значи, 2 слики се продале по 7.500 евра. Другите по 6.000. Значи, цената стигнал 35
и нешто тамо. Да, што прв пат, значи, не знам дали другите телевизии објавиле, значи, тоа ја и сум го видел она аукцијата во живо вака и што не сум пристапувал, значи, сам тамо. Сум бил на работно место, ова во школото, значи не сум имал време да бидам тамо на отворењето, значи на аукцијата. Значи претежно имаше слики, мотиви од верски објекти. Значи имаше 2-3 слики цртано од Скопје. Значи беше сааткулата. Значи сааткулата се продаваше 7.000 евра. Сааткулата. Што за вас представува празникот Бајрам? Види, Бајрам во една мултиетничка држава, значи пред неколку дена, значи беше Великден. Нели, пред неколку дена беше Великден. Значи дојде у петок се слави, значи, Бајрам. Значи Фитр Бајрам. За мене ќе значи многу кога вие или вашите другари или татко ти, значи по телефон да ми честита мене Бајрам. Значи многу ми значи тоа. Значи едно обединување, значи сложување, слога, значи. За мене тоа многу ми значи. Многу често во домашната јавност, меѓу граѓаните, меѓу политичарите се споменува зборот обединување. И сега во текот на овој разговор се рековте поточно, важно е да се обединиме. Значи да бидеме заедно, да бидеме, а не да се разделиме, пример. Имаш Великден или некој голем петок, ќе се пишува нејде, да им честитам на верската, на вас. Кога ќе дојде Бајрам, значи, тоа е слога. Значи, колку што живеам ја, 50 години тука. Значи, ист сум ја тука, нема да се променам. Значи, нема разделба. Постои ли соживот во нашата држава? Па, сега, што да ви кажам, сега малце темата почнува со животот, може да се кажува дека добро е. Може да се кажува. Сега има, во секое место што е мултиетничко, значи има фракции, нели? Ама пак да се кажува дека се живе и ќе се живе. Се живе и ќе се живе понатаму. Со Господ напред. На крајот ви го честитам празникот, ви посакувам пред се здравје, многу успех. Фала. И се надевам дека ќе продолжите со истата динамика да цртате низ оваа калдрма во старата Скопска чаршија. Благодарам многу. Све најубаво. Секој добро. Фала.